Ова информација мислам дека ќе им биде добродојдена на сите студенти кои што можеби малку повеќе сакаат да се растаретат од испитите и колоквиумската сесија. Па затоа во продолжение ќе најавиме една интересна летна школа, односно интересен академски курс за дизајн во соработка со професорите од Финки и студентската заедница Бест. Заедно со мене се Андреј Цветковски и Симона Величковска од студентската организација Бест. Па Андреј, ќе започнам со тебе. Ајде малку повеќе да ги информираме гледачите што е она кое што може да го научат студентите и да се запознаат на оваа летна школа. Првенствено добар ден и ви благодарам за најавата. Токму така, летниот академски курс оваа година на тема UI и UX дизајн со наслов Designing Digital Experiences Why Some Apps Feel Amazing е летен академски курс, односно настан кој го организираме веќе по 20 пат, ние како студентска организација, и тој ќе биде реализиран во соработка со факултетот Финки во нивните простори со нивните професори, и тој ќе се одржи од 5 до 13 јули. Пријавувањето ќе трае до 20 јуни за локалните учесници и ова ќе го искористам како прилика да ги поканам сите за да се пријават. Кој може да се пријави? Може да се пријават сите кои се студенти на УКИМ, без разлика од кој факултет доаѓаат, кое е нивното познавање на темата, важно е да имаат пасија за да научат. И овој настан е од интернационален карактер. Ќе имаме учесници од 20 учесници од повеќе од 10 држави. И тие ќе бидат тука први на академски дел и потоа самиот настан ќе биде завршен со викенд патување во Струга, каде што ќе се подружиме, ќе дознаеме повеќе за нашите култури и самиот настан е од студентите за студентите. Да, убаво е тоа што студентите за студентите, бидејќи сепак ете како студенти секогаш е добро нели да се дружат сите заедно. Ќе продолжиме со тебе, Симона. Кои се сите оние бенефиции кои што студентите може да ги добијат? Дали следуваат сертификати, дали понатаму со оваа летна школа имаат некои бенефиции во нивното CV, се она кое што може да го добијат како бенефит од оваа школа? Пред се, добар ден на сите. Јас би сакала да нагласам дека со самото присуство на курсот студентите имаат доста бенефиции. Првин, како што напоменавте, да, добиваат сертификат за успешно завршена обука, односно курс кој е вонфакултетски и е доста актуелна темата и може да си го имплементираат потоа во своето CV. Потоа, нешто што е доста привлечно за самите студенти е всушност тоа што курсот е акредитиран и добиваат еден кредит во ЕКТС систем, кој потоа, без разлика на тоа кој факултет се, може да си го искористат. Потоа, голема бенефиција од самиот курс е тоа што тие на крајот на курсот имаат прилика да си направат една презентација, односно да си ги искажат вештините кои ги имаат стекнато од самиот курс и потоа да си ја искористат презентацијата во понатамошни конференции кои што се ширум Европа, и тоа е баш голем плюс за самите студенти. Покрај тоа, тие имаат прилика да си се дружат, да си осознаат многу нешта за нашата држава, бидејќи имаме многу работи да покажеме и да добиеме некоја размена на културата со самите студенти, да се запознаеме со луѓе кои имаат исти паси и исти интереси како нас. Значи, покрај едукативниот аспект, секако тука е дружбата, тука е забавата, која што верувам дека ќе им биде добродојдена на сите студенти. Да, се согласувам со тоа. Покрај академскиот дел од курсот, кој што е доста битен, имаме и социјални активности, како што се дружби и тематски и интересни игри и дискусии кои што може да ги водат студентите, и да, убаво е да се учествува на нешто вакво, бидејќи е доста од интерес и од нас и на студентите од Европа. Андреј, со оглед на тоа што веќе 20 години сте тука како студентска организација, ова е само еден од настаните кои што ги организирате. Ајде малку повеќе за она што може да очекуваме во иднина, дали ова е единствениот настан кој што ова лето може да го видат студентите, нешто да најавиме нешто за во иднина? Се разбира, првенствено на нас како студентска организација главната цел ни е подобрување на студентскиот стандард, и тоа постојано го правиме со настани во текот на целата година.
Еден многу актуелен настан е настанот за сајмот за вработување и кариера, кој го организираме секоја пролет во соработка со факултетите и компаниите, за да ние како студенти имаме што повеќе можности за пракса и понатаму идни вработувања. Потоа, тука се хакатоните, тоа се настани од надпреварувачки едукативен карактер. Исто така имаме мотивацијски викенди кои се настани од типот за да го кренат моралот и мотивацијата во самата организација, на самото членство, за да продолжиме понатаму да се бориме за нашата визија и мисија, и во глобала секоја година имаме што повеќе настани и со што поголем ентузијазам ги правиме, бидејќи навистина веруваме во тоа за кое се бориме. Јас ви благодарам и на двајцата за овој разговор. Мислам дека дадовме интересни информации и ги запознавме студентите. Убаво е кога нешто се прави од студентите за студентите и убаво е кога за време на летниот период сите студенти ќе имаат можност да научат нешто ново.